Благодарам, колега Джафери. Господине премиер, почитувани колеги пратеници. Денеска пред нас е вашиот предлог за избор на заменици министри, иако во вашиот говор рековте дека оставивте доволно време за да можеме да ги разгледаме предлозите, можам да кажам дека тоа не е точно. Ова беше изнудено решение, затоа што сакавте оваа точка да ја поминете на мала врата и наидовте на отпор на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ, па поради тоа таа точка е преместена како последна од денешниот дневен ред. Пред отприлика месец-два, вашиот заменик председател, госпоѓата Радмила Шекеринска, од оваа говорница рече: доколку не дискутираат пратениците на ВМРО-ДПМНЕ, ние денеска ќе имавме укината радиодифузна такса, зголемување на минималната плата во Република Македонија. Меѓутоа, 2 месеци после овој говор, гледаме дека од овие ветувања се уште нема ништо. Наместо тоа, имаме проблеми со овоштарите во Росоман, едно несрекно решение за да се изгасне огинот во моментот, иако не се решава комплетно проблемот на овоштарите, неспособност да се реши на долг временски период депонијата во Струга, прекинување со изградбата на автопатите Штип-Миладиновци, Кичево-Струга, или сена се деструктивност и неспособност за решавање на проблемите на граѓаните. Во однос на персоналниот состав на замениците министри, можам да видам дека ова што вие денеска го нудите е несрекно понудени предлози од политичките партии кои што вие треба да го наречете свој тим за реформи. Со овој тим, господине Заев, ниту јас, а верувам дека и вие не верувате дека ќе има успех. Секоја чест на исклучок на 2-3 предлога, кои што лично ги познавам и мислам дека ќе успеат да делумно да одговорат на задачите, меѓутоа искрено не верувам дека ќе можат да се носат со врските и одговорностите кои што ги имаат како заменици министри во една влада. И на крај едно прашање до вас, господине премиер. Зошто нема ниту едно кадровско решение од Истокот или од Штип во новиот состав на владата? Дали, господине премиер, не верувате дека нема ниту еден човек од Истокот кој што може да се залага и да работи за напредокот на Источна Македонија? Дали, господине премиере, имајќи ги во обзир инвестициите во сите сегменти на претходната влада, предводена од ВМРО-ДПМНЕ во Источна Македонија, со некооптирањето на ниту еден функционер во Истокот, планирате да го занемарите и заборавите Истокот, впрочем, нешто веќе видено од претходните влади, кога во Источна Македонија не се улагаше ниту еден денар. Благодарам.